Високата македонска делегација, што ја чинат 31 луѓе на општините од Пелагонискиот, Полошкиот, Североисточниот, Југозападниот и Вардарскиот регион, раководителите на центрите за развој на планските региони и представници на ГИСРЕД програмата, денес беа примени од градоначалникот на Копер во Република Словенија. Пред присутните во Агенцијата за регионален развој во Приморска беше елабориран планот за регионалниот развој и националното финансирање после 2014 година, како и проектите од регионот финансирани од различни извори. Ние сме компатибилни по однос на стратегијата, што значи дека и нашата стратегија во целост може да се применува во регионалниот развој. Лепе збратиме со Копер и во тој поглед во иднина сакаме да ги уште повеќе продлабочиме односите во однос на проектирање на проекти со кои заеднички би аплицирале пред ЕУ фондовите. Успехот на овие општини, населени места е заради тоа што имате една поврзаност помеѓу проектите што ги носи општината, регионите и државата. Значи овој линк е добро да се преземе како пример и да функционира и кај нас. Копер е помеѓу трите најголеми и успешни општини во Словенија со годишен буџет од околу 70 милиони евра. Голем дел од средствата се обезбедуваат преку европските фондови, наменети за финансирање на проекти од енергетската ефикасност. За таа цел е подготвена регионална стратегија и акциски план, изготвен од регионалната агенција за енергетска ефикасност Голеа. Една убава размена на искуствата, едно согледување, поготово во делот на обновливите извори на енергија. Мислам дека